Нов земјотрес со јачина од 3,1 степен според Рихтеровата скала повторно ги вознемири Скопјани. Потресот е почувствуван во 12 часот 52 минути со епицентар во Скопското епицентрално подрачје. Од сеизмолошката обсерваторија посочуваат дека граѓаните треба да бидат смирени и дека овие потреси се дел од авторшоковите, како последица на земјотресите што го погодија Скопје во изминатиот месец. Во 12 часот и 52 минути Скопјани повторно ги вознемири слаб земјотрес. Епицентарот на овој земјотрес се наоѓа во Скопското епицентрално подрачје, имено во истиот предел каде што беше епицентарот на најсилниот земјотрес од серијата изминатиот месец. Земјотресот беше со јачина од 3,1 степен според Рихтеровата скала и беше почувствуван од населението со интензитет од 4 до 5 степени според Европската макросеизмичка скала. Скопјани пред камерата на Сител вела дека овој пат помалку се исплашиле. Се надеваа дека нема да има нови потреси. Нема потреба од паника. И не беше со јак интензитет. Така да нема потреба од паника. Плашите дека може да има повторно нова серија на земјотреси? И да има и да нема исто. Тоа е. Што колку можеме да изреагираме. Само го почувствувате ли земјотресот сега? Да. Се исплашивте? Па не излеговме во моментот, затоа што нели има најави дека и повратни удари ќе има од тој што беше на 11 минатиот месец, така да очекуваме. Да, Како се почувствувате? Се вознемирите? не, со оглед на настанот воопшто не. Се плашите ли, личите ли дека може да има повторно нова серија на земјотреси како оние што беа пред? Па може би да има, меѓутоа мислам дека треба да е човек мирен и не е важно. Тоа е нормално, не само во Македонија. Во Скопје се. Тоа е нормално. Најнормално е дека се јавуваат реакции, али тоа си е што си е. Ние тоа го очекуваме и треба да го очекуваме. Вознемирени сте дека може да се појават нова серија на земјотреси како пред известно? Може да се појават, јас може би и очекувам нешто појако. До сега ова што беше само чисто опомена. Во периодот од 11 до 14 септември, Скопјани беа сведоци на серија земјотреси што го погодија главниот град. Најголемиот беше оној од 5,3 степени според Рихтеровата скала, кој предизвика оштетување на повеќе објекти, а медицинска помош со полесни повреди побараа стотина лица.